Заповядайте, колега. Благодарам председателю, благодарам на председателот на Второстепената комисија. Прво би сакал една работа да истакнам по однос на извештајот кој што имавме прилика и ние да го видиме и преработен, сублимиран преку собраниските служби. Тоа што сакам да го истакнам како квалитет овде што не е подвлечена само статистиката на работата на Второстепената комисија, туку овде имаме и диагноза на недостатоците во првостепените одлуки на органи на извршната власт. И ние како пратеници можеме да бидеме некои од нас постручни или да имаме постручни асистенти, но никогаш нема да можеме ние лично да ја контролираме или коригираме извршната власт како се однесува кон правата на граѓаните на првостепено ниво, како што може тоа да го направат второстепените регулаторни тела или комисии кои што се избрани од страна на собранието. И сега кога ќе го споредам првиот извештај кој што го имаше претходниот представник на инспекцијскиот совет и овој извештај, ја гледам таа разлика. Во првиот извештај имаме статистика, колку жалби, колку обуки, колку одбиени, колку прифатени, колку вработени и слично, а во вториот извештај имаме не само статистика, туку имаме лоцирање на пропустите на првостепените органи. И сега тоа што го забележав, мене што ми остави впечаток и мислам дека се на некој начин и поранлива категорија на граѓани и затоа сакам да го истакнам. Оние кои што се обидуваат да ги остварат или да ги заштитат своите права за инвалидска пензија или за надоместок по однос на телесен недостаток. Многу е загрижувачки што 18,4% од примените жалби на граѓаните во оваа област се уважени. Тоа е многу висок процент, особено ако се има и дознање дека не секогаш секој граѓанин се одлучува на второстепена жалба. Имаме и граѓани кои што не се толку можеби правно подковани или социјално етаблирани за да знаат дека им следува второстепеното право за да коригираат некоја одлука на првостепен орган. И тоа што го пишува во извештајот е дека овие жалби се прифатени, е уважено правото на граѓаните за паричен надомест за телесен недостаток или инвалидска пензија заради неуредни, нецелосни и ненавремени постапки од филијалите на Фондот за пензиско осигурување. Ова значи дека ние како држава го плаќаме Фондот за пензиско осигурување, кој што е должен да работи за остварување на правата на граѓаните кои што се негови осигуреници и правото на инвалидска пензија и надоместок за телесен недостаток следува тука, а тие со нивно ненавремено неажурно постапување го ускратуваат правото на овие граѓани. И сега што е втората исто според мене каде што можеби како пратеници треба да размислиме, втората несигурност која што им се создава на овие граѓани е што во самиот закон за пензиско инвалидско осигурување член 130 не е уредено мирување на работно место доколку некој граѓанин добие право на времено користење на инвалидска пензија или телесен недостаток. Тогаш нему му престанува работниот однос, таму каде што бил, и доколку во вториот или третиот обид да си го проложи своето право заради неажурност или ненавремена постапка или неуредни постапки, Фондот за пензиско инвалидско осигурување му го ускрати правото на инвалидска пензија или на паричен надомест за телесен недостаток, тој останува на ветрометина, го изгубил веќе работното место, ево право, а нема можност да биде заштитен од законот, треба да си го бара своето право, но и тоа одзема време, за колку време второстепената комисија ќе постапи и ќе му овозможи да си го поврати, еве во овој случај со висок процент на уважени жалби, 18,4%, да си го поврати правото на инвалидска пензија или за паричен надомест за телесен недостаток. И затоа би имал што само сакам да кажам кратко што значи ова за граѓаните. Прво, ненавремено остварување на правата, инвалидски права или права од телесен недостаток. Второ, за граѓаните ова значи дополнителен финансиски товар,
како граѓанин на било која општина, тој треба да поднесе жалба, да плати такса, ако не е доволно правно едуциран, да ангажира можеби адвокат, тоа му одзема и време и средства. И правна несигурност, бидејќи може да се доведе во ситуација да имал претходно стекнати права кои што му следуваат, но во меѓувреме во тој вакуум простор кога не го штити законот за пензиско-инвалидско осигурување, а додека дојде одлуката на второстепената комисија, тој може да биде во ситуација во која што никој не би посакал да биде по однос на приход или остварување на некое право. И затоа мислам чисто до комисијата и до колегите би сакал да дадам две препораки, незадолжителни, но да размислиме. Прво, како комисија која што разгледуваме извештаи на многу регулаторни тела и второстепени комисии, ние треба во законот да размислиме да ставиме некоја одредба која што ќе го определи изгледот и содржината на извештајот од некое регулаторно тело или второстепена комисија. Да не биде сведен извештајот само на сувопарна статистика споредена со таа во претходната година, туку второстепената комисија да биде задолжена, дали инспекцијски совет, дали е второстепена за работни односи, дали е некое друго регулаторно тело, да биде задолжено нас да ни даде и пресек и проценка за грешките кои што ги увиделе на првостепените органи на извршната власт. Затоа што инаку ние само ќе разгледуваме сувопарни извештаи, зависно од нашиот однос кон избраниот функционер на таа позиција ќе бидеме за или против одредени заклучоци, но нема да го подобриме функционирањето на овие комисии и на првостепените комисии. И втората препорака што би сакал да ја дадам е да видиме што можеме како пратеници да направиме по однос на членот 130 став 6 од Законот за пензиско-инвалидско осигурување, кој што не го уредува мирувањето на работниот однос во услови кога е доделена времена инвалидска пензија или времено на користење на паричен надомест заради телесен недостаток, бидејќи ова можеби како бројка овие луѓе не се 20.000, можеби се 100, 200 или 300 луѓе, но сепак ги уживаат истите права како и другите кои што ги стекнуваат од нормален работен однос кога немаат проблеми со телесен недостаток или со инвалидска пензија, така што тоа би сакал да го дадам како препорака и во иднина може да направиме некоја заедничка консултација како да ги подобриме овие работи. Прво да утврдиме форма и содржина на извештај кои што ќе бидат задолжителни за комисиите кога не ги доставуваат, да не е сувопарна статистика, и второ да подобриме некои законски норми за да може граѓаните да не бидат доведени во состојба на правен вакуум или правна несигурност кога се соочуваат со ваква неажурност од првостепените органи на извршната власт. Толку би имал. Благодарам. Благодарам, колега Милошевски. Јас се согласувам целосно со вас. Во меѓувреме се консултиравме со службите, имаме ние некое